Финале. Дојдовме до финалето на Европското првенство, а таму не чекаат Англија и Шпанија. Иако на почетокот кажав дека Англија може да стигне до финалето, како одминуваше шампионатот, така им дава все помалку шанси. Од друга страна, Шпанија не ми беше еден од фаворитите, а како одминуваше шампионатот, почнува да ми стануваат фаворити. И сега ми се фаворити. И пазете сега, додека сите ги критикува англичаните, букмејкерите постојано им дава најмали коефициенти за пласман во големото финале. И тоа и се случи. Вака така некако дотурка до крај на шампионатот англичаниве. Ама дотурка до финалето и пред 3 години. Англија ќе одигра 2 финалиња поред на европските првенства и тоа во рок од 3 години. 3 години затоа што претходното европско нели беше поместено поради короната. Тогаш беа поразени од Италија на пенали. Можам да замислам колку ќе ги боли втор пораз во финале во низа. Со Холандија беа пата и на крајот тепаа среќно со помош на судијата. Кој сака нека каже, пенал за Англија немаше. Карагер и Гери Невил, иако се англичани, велат пенал не беше. Контактот дефинитивно го имаше, но беше по шутот на Кейн и прашање дали тоа влијаеше на неговиот удар. Ама добро, кој судеше? Феликс Цвајер. Знаете што е најпознато за овој судија? Од 2005 година беше суспендиран за примање на мито од 300 евра. И сега УЕФА одлучува судија со такво минато да суди полуфинале на Европско првенство. Тоа е тоа. Инаку, Англија ќе игра за својата прва европска титула, Шпанија за четврта. Како што кажав, Шпанија пред почетокот не беше еден од фаворитите, ама одигра моќно, одигра стварно добро, се роди нова звезда во нивната селекција, Ламине Јамал, и дефинитивно заслужија да се најдат во финалето. Сега, го имаме Ламине Јамал и даде гол на Франција и етеа Шпанија во финале. А Јамал сруши еден куп рекорди. Што се каже за дете во друго? 16 години, гази. Најмлад играч кој настапил на едно европско првенство. Најмлад играч кој асистирал на европско првенство. Најмлад играч кој постигнал гол на европско првенство. И покрај овие има уште десетина рекорди во Ла Лига, на Ел Класико, за Барселона, сегде. Внимавајте на ова. Пред една година на Европското првенство до 17 години, каде што играше на свој 15 години, во надпревар против Франција постигна скоро идентичен гол како и сега против Франција. Иако ова е некоја неверојатна случајност, што се каже за онаа фотографија каде што Меси го држи во раце, додека Јамал е се уште бебе. Има заебанци као демек уште тогаш Меси му ги пренел своите фудбалски моќи на Јамал. На Англија дефинитивно ќе биде тешко да го сопре, но ако ништо друго Англија барем одигра добро во одбраната. Герет Саутгейт е еден од најкритикуваните селектори во Европа. И јас го критикував. И уште ќе го критикувам. Ама имаше еден одличен потек во полуфиналето. Во 81-та минута ги замени Кейн и Фоден со Палмер и Воткинс. Едниот асистираше, другиот постигна гол. А Хари Кейн го немаше нигде, ама испише историја. Со 9 гола во нокаут фаза на големи надпреварувања европски и светско, ги остави зад себе Гризман, Мбапе, Герд Милер и Мирослав Клосе, кои имаат по 8. И што може да очекуваме? Шпанија ќе диктира темпо, ќе врти топката околу 16-тетникот на Англија. Англија ќе чека контри. Тука се Сака и Фоден кои што ќе треба да истрчаат. Сепак, после се што видовме од двете селекции до сега, Шпанија мене искрено ми е фаворит. Мислам дека титулата ќе оди во Шпанија. А англичаните со она It's coming home, нека почекаат уште малку. Да, Шпанија ќе тепа. Дечки, со ова видео за финалето го комплетираме Европското првенство на Overtime with DJ. Месец дена видеа, секој ден. Време за малку одмора. Следете на социјалните мрежи на Instagram и на Facebook, лајкувајте, коментирајте, дајте некој предлог за воиднина. Ставете subscribe на YouTube каналот BMG Network и поддржете на. Да се спремаме за финале, а? Ајде, чао!